Почитувана госпоđo Трајковска, драги Стефан и Сара, почитувани членови на семејствата на нашите починати колеги, почитувани граѓани, екселенции, дами и господа. Денес се навршуваат 20 години откако го загубивме председателот Борис Трајковски. Ова вечер се сеќаваме на неговата трагична смрт, заедно со суми на негови соработници и мои наши драги колеги. Се сеќаваме и на Димка Илкова Бошковиќ, Ристо Блажевски, Анита Кришан Лозановска, Миле Крстевски, Борис Велинов и Аце Божиновски и на пилотите Марко Марковски и Бранко Илиевски. Слава им! Овој ден е можност да се подсетиме на тоа кој беше Борис Трајковски, вториот председател на Независна Македонија и човекот за кого работев 3 години. Може би најдобриот начин е да започнам со неговото писмо, што му го прати на Вселенскиот патриарх Вартоломеј само 1 месец пред смртта, каде што себе си се дефинираше како човек кој се бори, цитирам, против сите екстремни опции кои им нанесуваат штета на сите, бидејќи не само на небото, туку и на земјата има доволно место за сите луѓе, независно во кој Господ веруваат. Борис со голема леснотија ги надминуваше политичките, партиските, етничките и верските бариери. Ги кршеше табуата на национализмот, беше избран за председател со гласови од сите етнички заедници, беше прв македонски председател кој посетил џамија за време на Рамазан, прв кој се обратил на јазик на друга етничка заедница. Иако беше протестант, во континуитет и искрено се залагаше за признавање на автокефалноста на Македонската православна црква. Имаше доверба во луѓето и надеж дека добрината ќе надвладее. Трајковски понуди нов модел на лидерство на пошироката балканска политичка сцена, низ историјата навикнувана на култови на личности и автократи. Она што кај многу политичари беше и извежбана пиар стратегија, Борис го правеше спонтано и без калкулации, со искрена и широка насмевка. Неговите зборови се совпаѓаа со неговите дела, а делата со реалните потреби на државата. Тоа му отвори многу врати кај неговите сограѓани, но и меѓу регионалните и светски лидери. Неговото пријателство со најмоќниот политичар на светот, американскиот председател Буш, е добро познато, но тој се среќаваше редовно и со државници од калибарот на Жак Ширак, Вацлав Хавел, Џијанг Цемин, императорот Акихито, кралицата Елизабета и многу други. Борис Трајковски најмногу веруваше во Македонија. Неговата визија беше општество засновано врз поединецот, а не етничките групи, врз граѓанинот, а не врз мнозинствата и малцинствата. Но исто така Борис веруваше во капацитетот на нашава мала држава да го промени амбиентот во југоисточна Европа. Ги подсетуваше лидерите од регионот дека имаат морална обврска на идните генерации да не им оставаат општества без реформи, низок животен стандард, несигурност, нестабилност и нарушен углед. Еднаш рече, земјите од регионот или ќе се придружат на Европската Унија, или ќе останат во криминална унија. Меѓутоа, неговите регионални заложби не беа само реторички. Со својот неформален пристап, успеа за само неколку дена да убеди 4 председатели да му се придружат во заложбите за европската иднина на регионот. На декемврискиот самит на Европската Унија во 2002-та, европските лидери беа затечени од писмото подпишано од 5 председатели на балканските држави, кои претходно не можеа да се договорат за ниту една работа. Со подршка од САД, Борис ја иницираше Јадранската повелба, за да ја забрзи интеграцијата на Македонија, Албанија и Хрватска во НАТО. Со помош на УНЕСКО го започна форумот Диалог меѓу цивилизациите, на кој ги собра политичките и верските лидери од регионот и од светот. Ги воспостави стипендиите на MBA на Универзитетот Шефилд во Солун, како мерка за градење доверба меѓу македонското и грчкото општество. Но најважниот дел од неговото наследство е мирот. Трајковски беше на чело на државата во најтешките години од независноста, кога се соочивме со најголемата закана за нашиот опстанок. Во 2001-та, проповедникот кој стана председател и врховен командант, се соочуваше со моралната дилема да подпише наредби за употреба на воена сила и не криеше дека тие одлуки биле најтешките во неговиот живот. Велеше, цитирам, во човековата природа е да простува и да подаде рака.
а дека државата е должна да создаде амбиент за помирување во името на заедничкиот живот во заедничката татковина. Трајковски не беше само еден од потписниците на Охридскиот рамковен договор, туку беше и покровител на политичките разговори, иницијатор на уставните промени и главен двигател на процесот што војниот конфликт го трансформираше во политички диалог во институциите. Беше уверен дека со правилна имплементација на рамковниот договор не само што се отфрла насилството, туку и се чува унитарноста на државата и мултиетничкиот соживот. Поради своите одлуки, Трајковски беше напаѓан најмногу од, во наводници, своите. Неговите критичари понизноста му ја сметаа за слабост, а подготвеноста да простува за наивност, но тој не отстапи од целта за која веруваше дека е исправна. Членството во НАТО и стратешкото партнерство со САД беа негов апсолутен политички приоритет. Беше прв кој го прифати предлогот за вклучување на Македонија во глобалната антитерористичка коалиција со наши мировници, додека на наша територија се уште имавме мировни мисии на Европската унија и на НАТО. Да беше жив, кога на 12 февруари 2019 година пред македонската влада беше подигнато знамето на НАТО, Борис Трајковски сигурно ќе беше најсреќниот меѓу нас. Но за него оваа стратешка цел беше средство за постигнување на една друга, уште поважна цел. А тоа беше просперитетот на македонската држава и благосостојбата на незините граѓани. Негов фокус беа младите. Го инициираше проектот Визија за еднината, за да му овозможи на секој завршен средношколец да биде компјутерски писмен, со што практично го започна процесот на масовна дигитализација кај нас. Во декември 2003 Борис одржа говор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, каде што во 2 наврати им се обрати на студентите на албански јазик. Неговата клучна порака беше дека книгите, а не куршумите, ќе не интегрираат во Европа. Истата 2003-та, обраќајќи им се на студентите во родната Струмица, ја сподели својата визија за Македонија како интегриран дел од Европа, велејќи, цитирам, вие младите, кога учите за еднината, учите всушност за Европа. Вашата генерација ќе биде европска. Освен за младите, се грижеше и за обичните луѓе. Посебно оние ранливите, болните, старите, заборавените. Честопати знаеше без камери и најави да посети болници, старечки домови, домови за деца без родители. Почитувани присутни во најтешките моменти за државата, Борис Трајковски не беше сам. Со него беше и најголемиот дел македонски граѓани, кои го избра мирот наспроти војната, со животот наспроти шовинизмот, простувањето наспроти омразата. На форумот на лидерите на Атлантскиот совет рече, цитирам, ниту една држава не може да обстане доколку незините граѓани не ја сакаат и не ја почитуваат. Македонија обстана бидејќи граѓаните веруваа во неа. За жал 20 години подоцна ние се наоѓаме во нова длабока криза која не е воена, туку вредносна. Многу од вредностите за кои се залагаше Трајковски се доведени во прашање. Многу шанси беа пропуштени, многу време беше изгубено. Европските интеграции се заглавени, а реформите успорени. Имаме партизација на институциите, етнизација на политиката и поделби по речиси секоја основа. Граѓанска, етничка, политичка, генерацијска. Расширената корупција ја обезвреднува правдата, го парализира системот, го шири цинизмот и ми одзема перспективата на младите и ја празни државата. Драги пријатели, многу пати се прашувам што Борис би рекол за сето ова и како тој би постапил во овие услови. И постојано се навраќам на неговата верба во македонските граѓани, кога велеше, цитирам, сите заедно ќе го направиме она што историјата, но уште повеќе и днината го бараат од нас. Последниот документ што го потпиша заедно со тогашниот премиер Црвенковски беше барањето на Република Македонија за членство во Европската унија. Тоа за него беше приоритет над приоритетите. Трајковски беше свесен дека евроинтеграцијата е потват што надминува еден мандат и дека целта не се постигнува само со формално усвојување на европското законодавство, туку со прифаќање на европските вредности, со промена на менталитетот на луѓето, со јакнење на граѓанскиот сектор, со независно и ефикасно судство, со функционални и отчетни институции, со владење на правото. Со ставањето на општото добро и на јавниот интерес пред личните и пред партиските интереси. Тоа писмо до Европската унија е политичкиот тестамент на Борис Трајковски, меѓутоа реализацијата на таа цел е задача на нашата генерација, од која зависи дали
како што велеше, цитирам, ќе одиме по патот на напредокот, или ќе продолжиме со навиката да го крпиме животот од денес за утре, да чекаме проблемите да се решаваат сами или да ни ги решава некој друг. Длабоко сум убеден дека огромно мнозинство македонски граѓани сакаат да учествуваат во националниот проект со стратешки димензии, преку кој Северна Македонија ќе биде функционална правна држава, во која ќе има услови за нашите млади да останат во својата татковина и тука да се вклучат во битките на 21. век за економски раст, дигитален развој и здрава животна средина. Почитувани, ќе ми дозволите на крајот да завршам со посетување на еден краток диалог што го имав со председателот Трајковски во декември 2003. Борис од мене побара да му додадам еден пасус во неговото последно годишно обраќање, кој велеше: најдобро би го опишал него како човек и како политичар. Ова е тој дел. Кабинетското управување со судбината на луѓето, наместо да биде дел од лошото минато, останува доминантен стил на однесување на повеќето политичари на одговорни функции. Не смееме да дозволиме да се легитимираат како автентични представници на народот, политичари со елитистички ставови, кои имаат потреба од луѓето само еднаш на 4 години, кога треба да го добијат или продолжат својот мандат. Со изборот на такви луѓе се создава привид на демократијата, во која граѓаните се во заблуда дека управуваат со својата судбина, а наместо нив, тоа го прават оние кои во нивно име се грижат исклучиво за своите приватни, партиски или семејни интереси. Мојот мандат како председател на Република Македонија го започнав со секојдневни средби и разговори со обичните луѓе од сите слоеви на населението. И сакам така и да го завршам. Кога му го дадов да го прочита овој дел, застана за момент и рече: да, тоа сум јас. Благодарам.